Известно утро за пожарникарите. Скопје во пламен обрачот како ветрот одново го разгоре огнот во општина Чучер-Сандево. Го расшири кон граничниот премен и одсече земјата со северната граница, а еден крак се наближува кон локалната бензинска пумпа. Властите со апел да се пренасочат против пожарните авиони бидејќи ветрот го разнесува огнот на сите страни. Посебно на удар е бензинската пумпа кај аеродромот Стенковец. Патот кон косовската граница е затворен. Таму е нашата екипа. Симона, како е во моментов? Така, Павле, се наоѓаме во околина на Стенковец. Пред околу половина час овде зад мене изби пожара. Ветрот им направи дополнителен проблем на огнените стихи. Овде на терен, освен пожарникари, се и полицијата која што го затвори за сообраќај патот на кај аеродромот Стенковец. Како што кажа и ти, во опасност е една бензинска пумпа, како што може да се забележи зад мене. Речи се, цел дел во околинава овде на Стенковец е под оган, чад, неподнослива миризба. Инаку критично е во општина Крива Паланка. Таму градоначалникот апелираше, односно побара од државата да излезе со екипи да му помогне во справување со гаснење на пожарот. Овде предлагам да ја слушнеме изјавата на градоначалникот на општина Крива Паланка. Градот се наоѓа под најголема стихија, огнена стихија во последните неколку години. Апелирам и алармирам за смиреност во самата состојба, но во истиот момент апелирам на помош на сите соседни општини, државна помош, вклучувајќи се целокупната државна механизација на располагање, затоа што верувате во опасност се наоѓа директно населено место Лозаново и домовите на самите луѓе. Зборам погласно? Не. Да, како што информира Центарот за управување со кризи, пожари имало и во Македонски Брод и во Кавадарци. Меѓутоа нема опасност од ширење на пожарот. Овде ги слушаме и изјавите на градоначалниците на општина Македонски Брод и Кавадарци. Па моментално огнени стихи во кругот на фабриката во Салаков нема. Пожарот е ставен под контрола, но меѓутоа во селото Рамне, каде што претходната ден имаше голема опасност, моментално пожарот е локализиран, исто се држи под контрола, но имаме една огнена стихија према селото Долно Зркле, каде што моментално интервенираме. Со нашите противпожарни единици исто така ангажирани се од јавните предпријатија од нашата општина, шумското стопанство, имавме утрово поддршка и од воздух и така да за сега се справуваме и сметам дека успешно ќе го одржиме под контрола. Станува збор за шумски пожар. Ситуацијата на терен моментално е стабилна на цела територијална противпожарна единица на Кавадарци. Тоа значи дека општина Росомон и општина Кавадарци во моментот немаат активен пожар. Меѓутоа, загрижувачки е тоа што секојдневно имаме по 2 до 3 интервенции каде што имаме пожари од палење или само запалување, не можеме да детектираме се уште, на висока сува трава, која што е многу близко до самите шуми и тешко проводен патрен правец. Несовестното однесување на граѓаните дефинитивно влијае. Подпалување, не можам да кажам намерно или ненамерно, влијае на целата ситуација. Далноводите, кои што ги има во собственост на ЕВН, на ЕСМ, на МЕПСО, апсолутно без разлика чија собственост се, знаат да не ги што прават искри, направат нивно исфрлање од систем и таа искра може да дојде до пожар и ред други причини кои што сепак некој покомпетентен би ги кажал во делот на пожарите. Меѓутоа, она што го видовме лани и ова што го гледаме оваа година е неверојатно и не е во рамките на границите на пожарите, затоа што еве само уште 2 примера ќе кажам.
денеска во општина Кавадаци имаме потпалување на 3 контейнери, градска во урбана средина, кај што беа оставени до зеленило или до сува трава. Контейнерите се намерно подпалени, пожарот да ги изгаси нормално и сега ги бараме студителите да видиме дали се некакви деца или станува збор за некакви посериозни луѓе кои што го направиле тоа. Мислам дека треба да се даде еден апел, дека ова не би кажал не е играчка, затоа што пожарувањето од најмалиот пожар може да дојде до најсериозна последица. Се разгоре и пожарот во општина Дојран кај селото Николич. Пред половина час пожар изби во општина Ѓорче Петров кај касарната. Павле, доаѓајќи навака по обиколница, речиси немаше простор во делот на градот каде што не е евидентен чадот, оганот кој што гори речиси насекаде. Ние остануваме овде, уште еднаш да повторам, пред околу половина час овде во близина на Стенковец изби пожар, дополнителен проблем управи ветрот. Во опасност е и една бензинска пумпа, речиси цел овој регион е под чад, под оган. Полицијата го регулира сообраќајот, остануваме на терен да следиме состојбата, секако нови информации во наредните вести.